Тоа што му даваме ние поддршка на господинот Мицкоски и на господината Гордана Симеонска. Тоа ли е јадење Л? Тоа ли е јадење Л? Зошто си ти против господинот Мицкоски? Што имаш против се македонско обединување? Да, браникот на националните интереси. Зошто си против тоа ние да му зошто си против поддршката на Мицкоски? Не му даваме поддршка на Мицкоски. Некоректно од Стево Пендаровски. Кој бе? Тај да видам. Мисля стварно нема смисла се жената е во години. Мисламе професорка, професорка е жена ти да ја напаѓаш вака не е добро. Баш Господине кај тоа е Пендаровски. некој застарени работи се тоа. Било Да, било поминало. Зашто сега да. го спомнуваш тоа пак? Немој така, ај пушти да Глупости. видиме глупости са фришопови. Значи, на Јажинце господинот бил во минус со фришопот, веројатно останал во долгови, пошто таму немало товарен сообраќај. Еве како стојат фактите. Во владата постоел штаб и се давани наредбите на оние кои оперативно ги прават тие работи и ги подпишуваат решенијата. Тоа доаѓа до Министерството за внатрешни работи, каде што беше министер вашиот колега и од правниот факултет Фрчковски. Вие го пративте амбасадора сега, замислете, страшно е што сум работила. Па вие сте и некоректен. Нема, сакам да кажам. Па вие го пративте. Ама не збориме сад 2023 што било, бе. Прашуваме дали е точно дека Фрчковски даваше наредби на своите двајца подсекретари, мене ми е жал. Немам поим за тоа. Ама знам дека не знаете, вие немате појма, вие не Јас сте сум од овде. министерка без портфел 2 години. Ама сослушате го вас. Немојте, Значи, ве молам. и тој ги спушта тие наредби од штабот до владата, како велите, Фрчковски до 20 подсекретари. Павле Трајанов и Слободан Бугаевски. Во нивно време Фришопот го има добиено човекот. Леле, ве молам. Ама има документи за тоа, не треба. Зашто ќе гласат? Имате право на Видете, ама ова е веќе не знам како да го објаснам. Јас се надпреварувам за председателка на држава. Треба да одговориме на предизвиците. Во вториот круг јас имам намера да привлечам, не знам, нека организирајте емисија со Фрчковски, со Павле Трајанов, со како викате, со Слободан Богоевски, со вас и расправајте. Ве молам, јас се кандидирам за председателка, не знам зашто се кандидирате вие. Јавноста бара факти за тоа што сте работеле последниве 5 години. Ниту една точка од програмата не сте реализирали. Има и за тоа. Стварно е непријатно вака. Некоректно. Па не, ова е Стево Пендаровски, ни джентлмен, не се понаша нико Макрон, нико Шолц. Шо има пред 30 години да ја прашува дали била дел од темната транзиција? Па не го бара тоа народот. Народот, како си вика, сака да чуе последниве 5 години што било. Порано што било, било. Било, па поминало. Да, бе. Дали бил фришоп или не бил, не е битно. Мислам, стварно, сега за Фрчковски ќе прашува дали бил колега у влада, кој се отпуштаа луѓе од работа. Па дали е тоа соодветно на една председателска дебата? Не. На дебата на која што треба за фини работи да се разговара. Не, некоректно. На дебата на која што треба да се говори за средби со европски државници, со светски државници. Со жените од Европска народна партија, конзервативките, за правата на жените, за еднаквиот третман. Климатски промени, да, зелена агенда. Мислам јас Зашто што да разговараме за вечерва Стево Пендаровски не е коректно, не е коректно. Ја утна темата. Не требаше да прави вакви работи, мислам на оваа дебата, мислам дека они беа таму за председателска дебата, а не и за фришопска. Тука за председателки дебатираат кој ќе стане председателки. Дали ќе стане председателка она или Стево ќе стане. Дека стане навистина некоректно Фрчковски да го спомнувате Слободан Богоевски и Павле Трајанов. Сега пред малку ми пиша една информација, Павле Трајанов влегол во коалицијата со ВСМР не поради Мицкоски, туку поради личните релации со Благој Давков. Ама сега ми пиша таа информација. Но мислам ова. Не верувам. Некоректно, да, мислам стварно, и од моја страна некој нема шанса. Сонцето е жешко, водата е мокра. Мислам, нема, може тоа да се сведе дебатата. Од моја страна, но мислам вака ова става стварно господин Пендаровски, ова е некоректно. Ова е за осуда. Ајде да видиме пак и да го осудиме господин Пендаровски. Пуштите го пак да видиме што рече. Дај да го осудиме уште еднаш. Да го осудиме уште еднаш. Мислам, да. Значи, на Јажинце господинот бил во минус со фришопот, веројатно останал во долгови, пошто таму немало товарен сообраќај. Еве како стојат фактите. Во владата постоел штаб
Да. И се давани наредбите на оние кои оперативно ги прават тие работи и ги подпишуваат решенијата. Тоа доаѓа до Министерството за внатрешни работи, каде што беше министер вашиот колега и од правниот факултет Фрчковски. Вие го пративте амбасадора сега, замислете, страшно е што сум работила. Па вие сте и некоректен. Не, ама сакам да кажам. Па вие го пративте. Професор, Ама не збориме sad 2023 што било. Бе прашуваме дали е точно дека Фрчковски даваше наредби на своите двајца подсекретари, мене ми е жал. Немам поим за тоа. Ама знам дека не знаете, вие немате појма, вие не Јас сте сум од овде. министерка без портфел 2 години. Ама слушате го вас. Немојте, Значи, Револа. и тој ги спушта тие наредби од штабот до владата, како велите, Фрчковски до 20 подсекретари. Павле Трајанов и Слободан Богоевски. Во нивно време Фришопот го има добиено човекот. Леле, ме молам. Ама има документи за тоа, не треба. Зашто ќе гласат? Имате право на Видете, ама ова контрареплика. е веќе, не знам како да го објаснам. Јас се Само со надпреварувам факти. за председателка на држава, треба да одговориме на предизвиците. Во вториот круг јас имам намера да привлечам, не знам, нека организирајте емисија со Фрчковски, со Павле Трајанов, со како викате, со Слободан Богоевски, со вас и расправајте. Ве молам, јас се кандидирам за председателка, не знам зашто се кандидирате вие. Јавноста бара факти за тоа што сте работеле последниве 5 години. Ниту една точка од програмата не сте реализирали. Има и за тоа. Леле, ова стварно некоректно. Нема господин Пендаровски ова на Шоличи. Фришопови, Павле Трајанов. Нешто што било одамна, зашто се спомнува? Слободан Богоевски, мислам стварно господине Пендаровски, ова е стварно некоректно. Особено непремедна професорка, експерт по уставно право. Некоректно. Не е добро ова од вас. Ја мислам дека Стева се изглупира ептен. Ептен, брат. Значи, тотално е промаши темата. Требаше да збори за фини работи, за средби со амбасадори, со државници. Да ни кажат кој како ќе се обраќа, на кој јазик ќе зборат. Например, требаше да Што има кажат. да збориме за фришопови? Што има да збориме? Например, требаше да прават за- моабет. Да, Кој врховен командант ќе го одбере? Ќе го Да. назначи. требаше. Не ова. Фришопови, сега Павле Трајанов, шо прават? Па било, што Било, се. смислам. Значи не е убаво вака и она убаво си кажа. Фино кажа женава. Јас се кандидирав за председател. Председателка. Да, и се извинувам и на тебе и на Гордана. Значи па и ти ми делуваш некако сензитивна родово. Значи си вика јас се кандидирам за председателка. Ова е многу добро начало. Само малку е у конфронтација и антитеза со Намицко. Не. Пошто чекај, дозволи. Ја мислам дека значи, Мицко. не, чекај, Господинот дозволи. професор, доктор, примариус, Слушај се. Даскал. Добро, слушај се. Мицковски. Значи, антитезата или конфронтацијата, пошто она вика, јас се кандидирав за тоа, да збориме за тоа. И тоа е многу добра теза. Што има да збориме за нешто од пред 30 години. Ама Мицко вика дека Спремете ќе го. ги апси овие за нешто од порано. Значи, они двајцата немаат исти аршин. И ја тука гласам за аршинот на Мицко. Пошто рече ќе До ги 5 апси, години. дека ќе ги апси, не она вика до 5. Аха, А Мицко ќе ги апси овие за криминал од УЧК. Добро. И за тоа му Да, и за тоа му дадов подршка јавно да ги апси и дека тоа е првата точка околу која што се согласувам со него изминативе. Еве едно прашање 7 сам да години. одговорам. Нов спас, вие ли не знаевте ли која гога кој ги давате поддршка пред 5 години? Нов спас. Те молам најди каде сме дале поддршка на Гордана Симеонска Давкова пред 5 години. Во кој текст, со која објава, на која емисија, каде? Ние тогаш заедно со Пандов повикувавме на бойкот на Гордана Симеонска Давкова, бидејќи е кандидат на Сорос и не е автономен, автохтон член на ВМРО-ДПМН. Тогаш. И тогаш исто фришопови, мишопови. Ама некоректно беше тоа тогаш. Мислам дека сме требале да ја дадеме поддршка и тогаш и сега.
И ја има нашата поддршка. Затоа што се бори. Затоа што се бори. Затоа што има план. Како ќе им се јави на Сите поред. сите во Европска унија, ќе им рече, абе, дај да го смениме пред францускиот предлог, и они ќе речат, да бе, стварно, Дај да го ајде, ќе го смениме. смениме. Па да. Ама не е смешно. Едноставно е. Ама не е... Ама види, дозволи прашање дали се. треба да се смени Не, преговарачката рамка затоа што сега вели дека е прифатлива. Ово Не е- можам да го разберам. Ова е енергичност. Не можам да Пази. разберам, вистина. Она е 5 пати поенергична од Стево. Тоа мора тука сега да расчистиме и за сите времења. Значи Стево едноставно не бил за оваа работа. Ние имаме тука сега кандидатка за председателка. Без малку председателка, нели, чекаме само гласањето да дојде и готово. Која што е енергична, оптимистична. Она е сериозен експерт, има искуство. Добро, сега не мора да се враќаме до фришоповите, стварно прифаќам. Глупости се и ние претеруваме. Значи има експерте, додуша малку и една друга тема докторатот, ама добро, и тоа нема врска. Сепак, нели, родова еднаквост, жена и така натаму, нека биде. И многу ми се допаѓа тоа што она со тој активизам и таа позитивна енергија ќе ги промени тенденциите во Европска унија. И мислам дека треба да ја поддржиме. Јас стварно останав без зборови, бидејќи мислам дека ова што му се прави на господинот Мицкоски, на професорот, Доктор, доктор Даскал. Даскал, господин Примариус, по Не е мехатроника Не е примариус, тамо. Мицкоски, Може ќе стане. мислам дека стварно ова што му се прави е една саботажа на неговата политика, на неговата идеологија и на она што тој го има како визија за Македонија, тоа е да ги апси УЧК, да не ги стави бугарите во уставот, да биде поддржан од председателот во неговите идеи. И мислам дека ова сега што му се прави е една саботажа, човекот практично е маченик на луѓето кои што се околу него. Тие практично го пуштаат, го лизгаат, а он секојаш знае да се лизне убаво, значи вака и да не падне. Браво за професор доктор Даскал Мицкоски. Ај пуштете ова. Има уште една непријатно видео, има, пуштете го. Мислам стварно некоректно од господинот Пендаровски. Ја имам, господјо Денска, Не само јас. еден стан од 62 Ама- квадрата, а вие имате несразмерно зголемен имот, тоа го знаат сите. Никаков сразмерен имот станарско, засрамете се, ми се извинивте во емисијата. Не се извинувам. Засрамете се, семејството Дали е точно? Дакови живее во оваа куќа од 64 година. Не зборувам за станот. Станарското право на, морам да кажам, Не, не, ова не, е не. лага. Не зборувам за на Павле станот. Давков преминало на Марија Не, и бе, на молам, мојот молам. сопруг. Не зборувам за Сите ги станот. купиле. Не зборувам за станот. кој е? Ајде да ги Па извадиме како не имате анкетните земјоделски листови. комбинати патувано во тоа време, имате Јас, илјадници. па отворете анкетен лист. Ајде бе, Ама молам. вашиот сопруг Ва. не е со вас во брак ли? Не сте во исто брачна Сум заедница? во брак, само мојот Тоа не сопруг важи. не Тоа- снима спотови, се однесува како сопругот на Ангела Меркел. А вие правите театар Фри овде. шопот не е на вашиот сопруг. Не. Милион не, евра, не, милион марки на ден. Не, мајдете ве, молам, не ви личи милион марки. Не ви Гледате, поверува. бе, Ниту во почитувам 2019, ниту министерот сега. Влада и дава Ниту фри шоп на сега. министерка Да во Влада. кажете еден Мајдете ве, за молам. друг Две- стои. два- А министерот за внатрешни Јас ни дава во- фри шоп. Јас во Или не ви дава? 1994 година си заминав од шопот е владата. претходно. Пазете да не. Пазете да не. Пазете да не. Е, така е. Многу... Фри шопот го добија Ама 4-5 вели души всушност ова. привилегирани. Видете. Во врски со политичкиот врв во тоа Ако е време. ова, ако дозволувате ве молам, кунски кабинет, ве молам, ова јас е... реков дека правилата се тие. Нема што да но изгубите вие, оти зависи си заминувате од и вака вас. се однесувате. Бидете почитувани, джентлмен. Бидете вие джентлмен. Почитувани Не можам јас да Резултат бидам джентлмен. Ама како Не може да можам зборувате јас за да бидам криминал? джентлмен. Зборувате за криминал, Јас човек можам, кој јас нема сум ценз станувам украден. дама, ама вие Не. не сте джентлмен. Е шо мечка, дај Филип. А, Филип беше од А. Б. Значи, јас сум забезекнат, не можам каква- да коментирам каква, ваква некултура. каква брук. Ово е Стево.
Пак он со тие фри шопови. Ама пак со тие фри шопови. Па, мислам стварно, ова не. И Милион марки на ден, мислам, дај. нема и куќата. Па нема непријатно е куќа у центар да ја спомнуваш се. Што има Не, врска? да, мислам се. Па тоа нели рековме да не се враќаме на 90-та. Па што има да се враќаме на 64-та, кој што рече он. И башка убаво си кажа ко на Ангела Меркел. Тоа е нивото. Така што мислам дека Маријан Ѓоргиев стварно сме у добра ситуација сега и само да се продолжи по овој пат треба. Маријан Ѓоргов некој го банираше, а ни прочита ни пише прекрстете емисијата во јадење ле. Види, Маријан. Тоа што му даваме ние поддршка на господинот Мицкоски и на господјата Гордана Симеонска. Тоа ли е јадење л? Тоа ли е јадење л? Не е убаво. Зошто си ти против господинот Мицкоски? Што имаш Ние против му се даваме- македонско обединување? Да, против браникот на националните интереси. Зошто си против тоа ние да му зошто си против поддршката на Мицкоски? Не му даваме поддршка на Мицкоски. Ти си